Поздрав од студиото на Прва Скопска. Почнуваме со урбаните вести. Трудниците и мајки возачи со деца до 3 години ќе добијат посебни паркинг места. Ева на Македонија избран за универзален снабдувач со електрична енергија. Најдоцна до почетокот на 2020 година, нови автобуси ќе се обраќаат по скопските улици. Град Скопје доделува субвенции за чистење оджаци. Заврши субвенционирањето при купување нови велосипеди во Карпош. Посебни места на паркинзите ќе бидат резервирани за бремените жени и возачи на автомобили во кои се превезуваат деца до 3 годишна возраст. На паркинзите ќе бидат поставени соодветни табли, а возилата на тие категории граѓани ќе бидат обележани со налепници. За трудниците и возачите на деца ќе биде објавена брошура со совети за однесување во сообраќајот, со цел за нивна поголема безбедност. Трудниците и мајките кои возат деца до 3 години ќе добијат на паркинзите посебни места за паркирање. Ќе бидат поставени посебни табли на паркинзите, а возилата на тие категории граѓани ќе бидат обележани со налепници. За трудниците и возачите на деца ќе биде објавена и брошура со совети за однесување во сообраќајот со цел нивна поголема безбедност. Автомотосојузот на Македонија за оваа намена го изработи проектот Безбедни семејни паркинг зони, а е во соработка со Министерството за внатрешни работи, за транспорт и врски, ЗЕЛС, Факултетот за безбедност и Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски истакна дека безбедноста во сообраќајот е еден од главните приоритети на ресорното министерство, а проектот Безбедни семејни паркинг зони го заслужува институционалното внимание. Спасовски посочи дека на паркинзите ќе бидат поставени посебни табли на овие ранливи категории граѓани, но треба да се работи на подигнување на сообраќајната култура кај возачите. Ова е еден чекор кон подобрување само на безбедноста во сообраќајот и примена на европски пракси. И ова само покажува дека треба многу да работиме на подигање на сообраќајната свест, на сообраќајната култура, за да имаме и побезбедни улици, меѓутоа и побезбедни граѓани. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски истакна дека за примена на проектот Министерствата за транспорт и врски и за внатрешни работи од следниот месец треба да го изменат правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот. Крајната цел е да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот, особено за бремените жени. Согласно надлежностите кои што ги има Министерството за транспорт и врски, заедно со Министерството за внатрешни работи ќе пристапиме кон измена на правилникот за сообраќајни знаци и опрема и на тој начин ќе внесеме тоа, рачунаме да биде од прилика за месец до месец и пол комплетно да биде целокупната процедура завршена со потпишување и имплементирање на тој правилник, се со цел да ова еден одличен проект целосно биде имплементиран од наша страна и се разбира на сите учесници кои што се во сообраќајот. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на град Скопје Петре Шилегов истакна дека го поддржува проектот и ги повика сите општини активно да се вклучат во проектот преку промена на постојните правилници за сигнализација на патот. Шилегов додаде дека она што е најважно е да се промени сообраќајната култура. На овој проект, нова активност е доказ дека координирана соработка меѓуинституционална и на државно и на републичко и на локално ниво, како и активност на останатите институции како што е Автомотосојузот, факултетите, болниците, е добар начин, добар пристап како една категорија која што можеби била на маргините на нашите размислувања воопшто, ќе добие една посебна грижа институционална од сите нас. Директорката на клиниката за гинекологија и акушерство Викторија Јовановска рече дека најранливи категории во сообраќајот се бремените жени и мајките кои превезуваат деца до 3 годишна возраст. Јовановска додаде дека ќе бидат изработени брошури кои ќе им се даваат на нивните пациенти, а првите обележани паркинг места ќе бидат кај клиниката за гинекологија и акушерство. Иако генерално бебето е добро заштитено во стомакот на мајката, сепак бремените жени како учеснички во сообраќајот треба да бидат едуцирани како да се заштитат себеси и бебето од повреди.
Ова е одлична идеја која што ја спроведуваме заедно. Не може да се избегне секако гинеколошко-акушерската клиника во Скопје, бидејќи тука поминуваат најголем број од трудниците. За сите нив ќе биде изготвена брошура во која што ќе им бидат објаснети условите и начините како да се однесуваат во сообраќајот, меѓутоа и се околу нивната здравствена состојба. Според деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски, секојдневните активности на сите институции за безбедноста во сообраќајот се добри, но не се доволни, а затоа говорат и податоците од сообраќајниот бюлтен за изминатиот викенд, кога се случиле 21 сообраќајка, едно лице е починато, а казнети се 148 возачи за пречекорување на брзината, 42 под дејство на алкохол, 45 без дозвола, 183 возачи за погрешно паркирање, истакна Дујовски. Евана Македонија е избрана за најдобар понудувач на јавното електронско надавање на тендерот за избор на универзален снабдувач со електрична енергија. Евана Македонија понудила најниска маржа од 11,5%. Конзорциумот составен од Евана Македонија и Евана Електроснабдување е избран за најдобар понудувач на електронската аукција за јавно поддавање за избор на универзален снабдувач со електрична енергија, што се одржа утрово. На акцијата покрај конзорциумот учествуваше и Елем Трейд Дуел Скопје, а понудувачот Евана понуди најниска мрежа, односно процент на профитна маргина од 11,5%. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев нагласи дека со универзалниот снабдувач како механизам се штити интересот на граѓаните и се обезбедува домашно произведената електрична енергија да стигне кај нив по најповолни цени и услови и на тој начин да се заштитат од ценовните шокови, а од друга страна се либерализира пазарот на малите компании кои сега имаат пристап на слободен пазар и треба да очекуваат пониска цена на електричната енергија од таа што ја имаат досега. Досега начинот на пресметка на мрежата на Евана на некој начин беше монополски, бидејќи регулаторната комисија за енергетика ги прифаќаше сите трошоци за оперативното работење на компанијата и даваше маргина над тие трошоци. Сега механизмот на пресметка е различен, а во базната цена се зема само цената на електричната енергија која универзалниот снабдувач мора да ја купи на тендерска постапка, а над тоа е маргината од 11,5%, во кој влегуваат сите оперативни трошоци и ненаплатени побарувања, како и нивната маргина која ќе им остане после надминувањето на трошоците. Се очекува да нема покачување на цената на струјата и по 1 јули, кога регулаторната комисија за енергетика треба да ја утврди новата цена на електричната енергија, што ќе важи за универзалниот снабдувач. До почетокот на 2020 година низ скопските улици треба да сообраќаат новите екоавтобуси. На 15 март треба да започне тендерската постапка за прибирање понуди, пошто ЈСП треба да избере најповолната понуда. Најголем дел од автобусите ќе бидат дводелни и ќе собираат повеќе патници. Тендерската постапка за набавка на новите автобуси на природен газ за потребите на јавното сообраќајно претпријатие Скопје ќе започне на 15 март, се наведува во најновата информација објавена од Европската банка за обнова и развој. Компаниите најпрво ќе ги испратат своите понуди за набавка на новите 30 до 40 еколошки автобуси, пошто ЈСП Скопје ќе треба да ја избере најповолната понуда, што ќе биде доставена од производителите на овие превозни средства. Средствата во износ од 10 милиони евра за новите автобуси веќе се обезбедија од ЕБОР, а дополнителни 1,8 милиони евра се алоцирани од буџетот на ЈСП Скопје. Најдоцна до почетокот на 2020 година на скопските улици ќе се обраќаат новите автобуси. Најголем дел од нив ќе бидат дводелни возила, со поголем број седишта и простор за стоење на патниците, со што ќе се намалат гужвите во јавниот превоз. Идните автобуси ќе имаат Евро 6 мотор, а природниот газ целосно ќе го исклучува загадувањето на воздухот од страна на овие возила. Новите превозни средства ќе бидат нископодни, климатизирани и ќе имаат можност за превоз на лица со телесна инвалидност.
Град Скопје продолжува со доделување субвенции за чистење оджаци и оваа година. Јавниот повик трае до 30 ноември или до исцрпување на средствата предвидени за оваа намена. Командантот на противпожарната бригада на Скопје вели дека бројот на пожари од запалени оджаци оваа грејна сезона бележи намалување, како резултат на субвенциите за чистење оджаци. Продолжува акцијата за доделување субвенции за чистење на оджаците со цел намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух. И годинава град Скопје објави јавен повик за субвенционирање на домаќинства и други субјекти на подрачјето на град Скопје за чистење оджаци. Со овој повик, град Скопје надоместува дел од трошоците на домаќинствата и на другите субјекти за чистење на оджаците во износ од 1000 денари, а на јавниот повик може да учествуваат физички и правни лица, чие живеалиште, односно седиште, е на подрачјето на град Скопје. Јавниот повик трае заклучно со 30 ноември и ќе биде реализиран по принципот прв дојден прв услужен, односно до реализирање на средствата предвидени за оваа намена со буџетот на град Скопје за годинава. Мерката има цел да постигне краткорочни и некои подолгорочни ефекти, како што се постигнување подобро согорување, намалување на штетните отпадни гасови, појава на саги и трошоци за затоплување, како и подигнување на јавната свест кај граѓаните за потребата за чистење на оджаците. Командантот на противпожарната бригада на Скопје Владимир Симоновски во изјава за Прва Скопска рече дека оваа грејна сезона бројот на пожари предизвикани од оджаците бележи намалување поради мерката на градот за доделување субвенции за чистење оджаци. Конкретно за неисчистени оджаци имаме бројка од 150 пожари направени во 2018 година. Во оваа година во оваа грејна сезона 2018-2019 бројот на пожарите за оджаци е малце значително намален поради мерките на градот Скопје за исчистени оджаци и субвенциите што се доделуваат во врска со оджачарите. Целта на овој проект е намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух во градот и зголемена концентрација на PM10 и PM2,5 честички. Градот Скопје оваа мерка ја реализираше и во 2018 година, кога беа доделени 269 субвенции. Средствата предвидени за субвенционирање на граѓаните при купување нови велосипеди во општина Карпош се исцрпени и со тоа заврши акцијата за субвенционирање. Во град Скопје пак нема временско ограничување на акцијата, туку истата ќе трае се додека не се потрошат средствата предвидени за оваа намена. Заврши и третата поред акција за субвенционирање при купување нови велосипеди која ја спроведе општина Карпош. Акцијата започна со исцрпување на паричните средства кои локалната самоуправа ги обезбеди за оваа намена. Инаку општина Карпош од 1 февруари 2019 година почна со спроведување на акцијата Карпош на точак, со која се субвенционираа 30% од цената на купување на нов велосипед или во максимален финансиски износ најмногу до 3000 денари. Право на субвенционирање во оваа акција имаше секој полнолетен жител на општина Карпош кој ќе купи нов велосипед започнувајќи од 1 февруари 2019 година. Во град Скопје пак повикот не е временски ограничен, туку ќе трае се додека не се исцрпат средствата предвидени за субвенции при купување нови велосипеди. По шести пат се одржува традиционалната манифестација Срекна Баба Марта. Објавен нов список на задолжителни изборни лектири од 2 до 9 оделение. Околу 40.000 нерегистрирани и неосигурани возила активно се вклучени во сообраќај. Казната изнесува 500 евра. Охрид нема стратегија за развој на туризмот. Изложба на оригинални рачно изработени мартинки има на традиционалната манифестација Срекна Баба Марта, која е во организација на ХАЕМУС, а годинава се одржува во Капитол. Изработката и поклонувањето мартинки на најблиските е традиција која во Република Македонија и на овој ден карактеристични црвени и бели мартинки се разменуваат или се подаруваат на најблиските и се носат закачени на облеката или врзани од зглобот на раката.
Културните обичаи поврзани со прославувањето на 1 март, мартинки, станаа дел од светското нематеријално културно наследство и се впишаа во репрезентативната листа на УНЕСКО. Со цел да се промовира нематеријалното културно наследство, ХМУС во 2013 година го стартуваше Денот на Баба Марта, проект за заедничките културни традиции на Балканот кој прерасна во традиционална манифестација, која што по 6-ти пат се одржува во Скопје. Оваа година традиционалната манифестација Среќна Баба Марта се одржува од денеска до 3 март во Капитол. Василка Димитровска од ХМУС го објаснува значењето на манифестацијата и на мартинките воопшто. Оваа манифестација е посветена на мартинките, една традиционална амајлија од нашиот народен фолклор. Ние крстивме оваа манифестација Денот на Баба Марта според успешната апликација во УНЕСКО, која што носи малку поинакво име, културни обичаи поврзани со прославувањето на 1 март. Мартинките се една традиционална амајлија од македонскиот фолклор, меѓутоа и од фолклорот, како што веќе напоменав, на неколку други народи и држави на Балканот. Тие пред се изработуваат од бел и од црвен конец. Имаат своја символика, овие бои означуваат будење на природата, крв, живот, светлина, непорочност. Мартинката мора да се поклони и кога вие на некому ја поклонувате, му посекувате радост, среќа, љубов, здравје, берикет во следната година. Таа се носи или на рака, или на ревер, кој каде како сака. Изработката и поклонувањето мартинки на најблиските е традиција која во Република Македонија. На овој ден карактеристични црвени и бели мартинки се разменуваат или се подаруваат на најблиските и се носат закачени на облеката или врзани за зглобот на раката. Постојат различни обичаи при традиционалното подарување на една мартинка. Генерално таа секогаш е со конци од црвена и бела боја, меѓусебно испреплетени или исплетени, од кои црвената ја символизира бојата на крвта, а белата на чистотата. Се подарува на 1 март во чест на Баба Марта и се носи околу рака или закачена на облеката сето дека расцвета првото дрво или пак додека не се здогледа првата ластовичка или првиот штрк, а потоа се закачува на дрво со желба за сопствено и за добро здравје на своите блиски во тековната година. Бирото за развој на образованието го објави новиот список на задолжителни изборни лектири кои ќе важи од наредната учебна година. Списокот содржи листи за задолжителна и изборна лектира за секој оделение, од 2 до 9. Кифличката Мирна, легенди за Марфи Компирката и Скокни прескокни се само дел од поновите наслови на лектири. А Малиот принц повторно се враќа како задолжителна лектира во 9 оделение. Бирото за развој на образованието го објави новиот список на задолжителни изборни лектири кои ќе важи од наредната учебна година. Списокот содржи листи за задолжителна и изборна лектира за секој оделение, од 2 до 9. Кифличката Мирна, легенди за Марфи Компирката, Скокни прескокни, се дел од поновите наслови што влегоа во новиот список со лектири од 2 до 9 оделение, кое го подготви Бирото за развој на образованието. Светската класика Малиот принц се враќа повторно во задолжителна литература во 9 оделение. Оваа книга во последните неколку години не беше задолжителна, а беше оставено на наставниците да проценат кога и дали би ја работеле, во зависност од интересот на учениците. Во наредната учебна година основците ќе читаат лектири според новиот список што деновиве го објави Бирото за развој на образованието. Откако минатата година беше објавен јавен повик за ревидирање на списокот, до Бирото стигнаа многу предлози. Постојниот список е изменет и дополнет. Дел од книгите се поместени од една во друга година или од задолжителни во изборни лектири. Снежана ја нема во 2 оделение. Шикерната приказна ќе се учи во 4 наместо во 3 како досега. Списокот содржи листи на задолжителна изборна лектира за секој оделение од 2 до 9. Порано имаше само листа со лектири за кои се подразбираше дека се задолжителни. Сега има дел задолжителни и дел изборни. Сите задолжителни лектири се обработуваат. Од наведените изборни наслови во секој оделение, наставникот го прави изборот која лектира да се работи. Безбедноста во сообраќајот во голема мера зависи од исправноста на возилото. Неретко токму возилото е причина за сообраќајна незгода со тешки и фатални последици. Но и покрај тоа, одредена група возачи ги користат возилата и активно учествуваат во сообраќајот.
Според осигурителните компании, има околу 40.000 нерегистрирани возила, а непочитувањето на оваа законска одредба се казнува со 500 евра. Околу 40.000 нерегистрирани и неосигурени возила, според осигурителните компании, активно се вклучени во сообраќајот на патиштата и представуваат закана за безбедно одвивање на сообраќајот, предупредуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Оттаму посочуваат дека безбедноста во сообраќајот во голема мера зависи од исправноста на возилото, но и покрај тоа, одредена група возачи ги користат возилата избегнувајќи или заборавајќи на задолжителниот технички преглед на возилото, редовниот сервис и редовното задолжително осигурување и регистрација на возилото. Напоменуваат дека возењето на неисправно и нерегистрирано возило е опасно, ризично и неисплатливо, ако се има предвид фактот колку се големи санкциите за учество во сообраќај со нерегистрирано возило и какви се последиците и загубите ако се учествува во сообраќај на незгода со неисправно, нерегистрирано и неосигурано возило. За учество во сообраќај на патиштата, возилата задолжително треба да бидат регистрирани, да имаат важечка сообраќајна дозвола или важечка потврда за пробно возење и треба да бидат означени со пропишани регистарски таблици. Непочитувањето на оваа законска одредба се санкционира со парична казна од 500 евра во денарска противредност. Охрид и понатаму без правец во развојот на туризмот. Последната стратегија ја изработувал агроекономист и истата не е усвоена од градот. Не смее стратегијата за туризам да ни ја кројат некомпетентни лица, посочуваат стручни лица од Факултетот за туризам и угостителство. Последната стратегија за туризам во Охрид ја изработувал агроекономист, ангажиран од Swiss Contact. Затоа не била усвоена и градот се уште е без туристички правец, реагира стручната јавност. Професорот Наума Мариновски од Факултетот за туризам вели експертската јавност мора да биде вклучена во изработката на овој значаен документ за туризам. Стратегијата не смее да изработуваат некомпетентни лица, а не може да ни ја кројат ниту странски експерти, бидејќи недоволно ги познаваат домашните прилики. Јас секој пат реагирам, ако вие сте забележале, дека реагирам на стручност и компетентност. И во тој случај, и во случајот на стратегијата за Република Македонија, исто така реагирав. Јас тоа го правам со добра намера, со намера да се ангажираат сите експерти кои имаат различни профили во третманот на оваа проблематика и никој пат ние како факултет не настапуваме само од гледна точка на просторот, од социолошка гледна точка или само од економска гледна точка. Ние гледаме сите тие компоненти да ги обединиме и да можеме некои решенија да изнајдеме кои ќе бидат позитивни во оваа насока. Масовниот туризам никако не смее да биде ставен во втор план, како што сугерираат дел од изработувачите на стратегијата, преферирајќи развој на алтернативен туризам. Ние денес зборуваме за околу 1 милион посетители и со тоа се гордееме дека сме успеале. Ако е тоа така, тогаш не можеме да речеме дека масовноста треба да биде намалена. Напротив, значи, ние сакаме што е можно повеќе туристи да имаме, но со дисперзирани пристапи во таа реализација. Значи да во зависност од просторните можности да сите тие компоненти ги ставиме во функција. Се очекува наскоро да започне изработката на нова стратегија за туризам во Охрид, во која експертската јавност ќе понуди бројни решенија за подобрување на туризмот. Мариновски вели, од старата стратегија која не беше усвоена ќе се искористат само позитивните, добри решенија, се што е нестручно и погрешно ќе биде отфрлено. Утре и задутре времето ќе биде претежно сончево со значителен пораст на дневната температура. Особено в петок, кога во поголем дел од земјава максималните вредности ќе достигнат меѓу 15 и 20 степени. Повторно зголемување на облачноста со услови за слаб локален дожд се очекува в сабота. Во Скопје температурата утре ќе достигне 13 степени. В петок од 0 до 16, сабота од 0 до 14 и недела од -3 до 11 степени. Тука го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Јас ви благодарам на вниманието, а за повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk и следете на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!